Dobro večer UMS. Dobro večer ВМРО, ДПМН. Dobro večer Ohrid. Dobro večer za сите вас од сите краеви на Македонија. Вечерва се собравме тука во Античкиот театар во Охрид да одбележиме 26-та годишнина на најбројната и најсилна младинска организација во Македонија, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Нека ни е честита годишнината, нека се множат годините и нека се множат успесите. А УМС може да се пофали со успеси низ овие 26 години и денес. Беше и остана еден од клучните столбови на ВМРО ДПМН. А преку партијата, низ годините и во државата, во нашата држава Република Македонија, секогаш активна, секогаш храбра, секогаш подготвена, рассадник на кадри, УМС низ годините само потврдуваше дека и ВМРО ДПМН и Македонија имаат иднина, имаат сила, имаат енергија, имаат потенцијал и луѓе на кои во иднина оваа држава и овој народ ќе може да се потпре. Драги пријатели, десетици и стотици припадници на УМС превземаа високи одговорности од министри, заменици министри и директори до креатори на идеи, реализатори на тие идеи, креатори на решенија на многу проблеми на младите, но и многу повеќе од тоа. Илјадници млади луѓе секогаш кога ВМРО ДПМН ја водеше Македонија, докажаа и дека можеме, и дека сакаме, и дека знаеме како. Покажаа со труд, со работа и со резултати. Така се сака Македонија, со неуморна работа, рамо до рамо со повозрасните. Ја направивме Македонија петта најдобра држава во Европа и 10-та во светот по условите за правење бизнис, што пак ни помогна да привлечеме многу домашни и странски инвеститори, да вложат своји пари тука кај нас во Македонија и да отворат нови работни места за илјадници млади луѓе кои, ако немаа друга алтернатива, ако останеше на власт СДСМ со своите преходни политики кои ги одвраќаа инвеститорите, ќе мораа да заминат надвор од Македонија. Во исклучително тешки околности, економски и политички кризи, успеавме заедно со вас, со заеднички труд, да создадеме нови над 172.000 работни места и исто толку луѓе и нивните фамилии да ги задржиме во Македонија и да ги направиме посреќни и со перспектива. Заедно со многумина од вас, од Унијата на млади сили, градевме подобри социјални политики за луѓето кои се во социјални ризици. Заедно со многумина од вас од УМС воведовме субвенции и многу други поддршки за земјоделците во Македонија, вклучително и за младите земјоделци. И на многу млади земјоделци помогнавме да добијат перспектива. Заедно со вас од УМС отворивме многу нови универзитети и факултети, дисперзирани студии и овозможивме стипендии за студирање во странство за најдобрите. Заедно со вас од УМС донесовме мерки со кои партиципацијата за студирање ја сведовме од преходните 1200 евра на 100 и 200 евра годишно, односно 400 за оние со партиципација.
Заедно со многумина од вас од УМС градевме патишта, водоводи, гасоводи, но и спортски игралишта и спортски сали. Решававме стотици проблеми на младите преку бројни проекти и законски решенија кои им го подобруваа и олеснуваа животот, како например бесплатниот автобуски превоз за средношколци и за студенти, ефтините авиолетови за патување во странство, укинувањето на визите за патување низ Европа, обновата на студентските добови, бесплатниот интернет, компјутерите за студентите од повеќе генерации, бесплатните патувања за најдобрите студенти, преводот на најквалитетните книги, бесплатните патувања со возови во дел од викендите, зголемените стипендии и се друго што на секој млад човек му даваше можност да се чувствува подобро и да има повеќе шанси. Помалку зборувавме, повеќе спроведувавме и испорачувавме резултати. За разлика од овие денес, кои само зборуваат и ветуваат, а резултати за сега нема. И за сето ова, заслужни се сите оние кои на било кој начин помагаа во овие процеси, но и на сите оние млади кои со својот активизам и глас ги поддржаа процесите, сите досегашни раководства на Унијата на млади сили, вклучително и актуелното раководство на Унијата на млади сили, сите нивни председатели, вклучувајќи го и актуелниот председател на УМС Владимир Невовски, се дел од оваа успешна приказна. Сите вие сте дел од оваа успешна приказна. Драги пријатели, знам дека можеби дел од вас не добија шанса да се вклучат и да допринесат. Се трудевме да вклучиме што повеќе, но знам и дека секој кој има волја и желба, знаење и спремност за работа, ќе добие шанса по повторното враќање на ВМРО ДПМН на власт во Република Македонија, кој ќе се случи брзо. Дотогаш ќе ги зацрстиме и избиеме нашите редови, ќе се преброиме и прочистиме и ќе го изанализираме нашето работење и нашите пропусти и грешки, но и нашите добри политики и исправни одлуки кои треба да продолжат. Ќе развиеме и нови идеи и програми за развој на Македонија. Ќе продолжиме да се бориме за Македонија и за подобар живот во неа и од сегашната позиција која што имаме и повторно со победа ќе се вратиме на чело на државата и ќе ја предводиме Македонија напред. Нивните напори да не девалвираат, нивните напори да не омаловажат, да не понижат, да не клеветат и обвинуваат, да не скршат и поделат, да не ослабат и прикажат во лошо светло, ќе завршат без успех. ВМРО е создадена некогаш во илегала, а подосна во опозиција. И во такви услови знае како да стане повторно победник и да ја придвижи ВМРО и Македонија напред. ВМРО никогаш не стои. ВМРО се движи напред и успева. Изгубеното време на наше малтретирање, во работење против нас, ќе им се врати како бумеранг на следните избори и кога повторно ќе се соочат со судот на народот. А што ли не ветија пред изборите? Само за да измемат некој глас повеќе од граѓаните. Дека ќе донесат живот, дека ќе ги вратат сите иселени од Македонија, дека ќе донесат нови работни места, дека ќе изграделе 500, внимавајте, 500 километри автопат, дека наместо партиски луѓе ќе ставале експерти, дека ќе ја департизирале администрацијата,
дека за се ќе се консултирале со народот, дека лекарите ќе земале најмалку по 1600 евра плата, а просечната плата ќе била 500 евра, дека земјоделците ќе добиеле живот и многу пари, модерно образование, па НАТО, Европската Унија, реформи, што ли не ветуваа. Во ред, некој ќе каже кратко е времето. 40 дена се на власт. Да, кратко е. Ама се сеќавате ли ние што направивме во првите 40 дена кога дојдовме на власт во 2006-та? Го намаливме ДДВ-то за земјоделците, за земјоделска механизација, за земјоделски препарати, со измена на закон. Но и го намаливме ДДВ-то за јавен превоз, го намаливме ДДВ-то за лекови, ДДВ-то за компјутери и софтвери и повеќе други производи и услуги. За прв пат воведовме субвенции за земјоделците во Македонија со експресно направен ребаланс. Воведовме рамен данок во Македонија со измени на законите. Ги намаливме даноците на најниски во Европа, а потоа и најниски во светот. Со нов мобилен оператор цените на телефонските услуги ги намаливме за 70%. Донесовме закон со кој се создаде Министерство за информатички технологии. Ги осмисливме, дефиниравме и објавивме концептот за слободните економски зони во кои потоа дојдоа многу инвеститори и отворија илјадници работни места. Донесовме закон со кој го создадовме тогаш третиот државен универзитет, Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и редица други конкретни мерки, реформи, дела, проекти и чекори, кои ги бевме ветиле и чие спроведување ние не го одлагавме. А пак по создавањето на владата во 2008 година, онаа втората влада, во првите 100 дена имавме 183 спроведени мерки. Затоа, драги пријатели, спомнувам дека во овие 40 дена ништо немаме видено да е направено. Овие досега направија 80 средби со амбасадори. Средбите со амбасадорите не се лоша работа, но не може влада да се сведе само на тоа. Ја исчистиле гаражата на владата. Многу јака реформа. Се утепаат фалење со фотографии, ја исчистиле гаражата во владата. Многу аер ќе виде народот од тоа. Ветуваа отворени дебати за се. Отидоа во Бугарија, нешто договорија тајно во еден ден и не кажуваат никому во нашата земја, а истовремено во Бугарија гледаме дека слават. Дај нека кажа што е договорено. Па ако е за славење, и ние да удриме за славење. Може, навистина е нешто за славење. Но фактот што кријат укажува на нешто друго. Отидоа во Грција со план и ветување дека ќе ги шармирале и со обвинување дека заради ВМРО, ДПМН и Груевски не се решавал проблемот со името и ние не сме сакале земјата да ја внесиме во ЕУ и НАТО. Се вратија попарени и ни објаснија дека не било до некаков инает на ВМРО, туку Грција бара работи кои им е незгодно на овие нашиве, барем да ги соопштат на граѓаните, особено сега, пред локалните избори. Па објавија дека името ќе го решеле до година, односно по локалните избори. По грчки кажано ЕУ и НАТО аврио. Нашиве ербапи прерачунале прво да ги исполажат уште еднаш граѓаните на локалните избори за се и се што, па потоа да ги прифатат сите услови кои ги бара и Грција и Бугарија. Демек, народот не разбира, сега да ги гласа уште еднаш на локални избори, а потоа бричење и пострижување со име, со идентитет, со јазик, историја и се останато што е во пакетот. На албанците им ветуваа брда и долини, за да ги земат во коалиција. Законот за јазици со ова
со она во него. Наместо тоа, наместо законот за јазици ќе пратат писмо до Венецијанската комисија, која пак ќе одговори после локалните избори. Ветуваа почеток на преговори со Европската Унија за 6 месеци. Сега пак ни говорат не за 6, туку за 9 месеци нема да почнат преговорите. Туку ќе одмрзнале препораката, која патем речено тие замрзнаа со политичката криза што е започнала во Македонија пред 3 години. Почнаа да разрешуваат и назначуваат функционери. Наместо стручњаци и експерти, како што ветуваа, ред по ред партиски некомпетентни кадри, кои не можат ни англиски да положат. Па сега да сме го менувале законот за партиските кадри да ги вработат или назначат без познавање на странски јазик. Сега пак се фатија да градат атмосфера на хомосексуалците да им се овозможило почнаа да градат атмосфера на хомосексуалците да им се овозможило да склучат брак и плюс да можело да посвојуваат деца. Сите проблеми други ги реши. Сите ветувања на народот што ги дадоа, ги исполнија. Животот го донесоа во Македонија. Диаспората ја вратија во Македонија. Уште посвојувањето деца во хомосексуални бракови ни оса. Драги пријатели, ние во првите месец-два кога влеговме прв пат во владата, баравме инвеститори кои потоа отвораа илјадници нови работни места. Овие со Боки 13 се занимаваат. Ние за еден месец на земјоделците им ги намаливме даноците и им обезбедивме субвенции кои ги немаа преходно. Овие се посветени на тоа да објаснат кој министер јадел салама, а кој пилешко за ручек. А во исто време отвориле тендери за богато мени на новата влада и на новите министри. И додека се дебатира за ЛГБТ, тие го напаѓаа дедо Стефан со разни измислици и полувистини. Црквата не им чини, но им чини и модерно им изгледа темата за хомосексуални бракови и посвојување деца во истите. Се заплетка еден пожар не може да изгаснат 40 дена тука кај Струга. И македонците и албанците од Струга наместо живот се затруја. Добија воздух од чадот на сметот и ѓубрето. Ни СДСМ само, ни со се Села и Мерко заедно. Но важно е дека Села ќе размислел дали во владата ќе остане ако не се донел законот за јазици. И треба ние во несвест да паднеме сега. Демек Села ќе ја напушти владата. Тоа што пола Струга е загушена во чад, тоа не е важно. Важно е драма што прават. Јас се кладам дека Села нема ни ронка храброст да излезе од владата. Се кладам еве јавно. Тука треба само, туку му е потребно само пред гласачите да се испере зошто закон за јазици нема да има до локалните избори, а тој се уште е во влада. Во влада е зашто му е така удобно и заборави на потребите на албанците, на оние реалните потреби на албанците. Па ќе гледаме како ќе се убедуваат, ќе се уверуваат меѓу себе, ќе состанчат, па драма малку и на крај ќе излезе Села и ќе каже ме увери Заев дека наскоро или по изборите ќе се донесе законот. А во меѓу време ќе се договараат, ќе се состануваат, ќе ни раскажуваат приказни и на крај ќе заврши на тоа. Ме увери Заев. И сега затоа ќе треба албанците да гласаат за нивната коалиција. Со исто ветување, 2 избори да превесваат. Чекајќи ги инвестициите од Газа Самка, од Шапурич и од мега експертот за инвестиции, за странски инвестиции, особено Рамис Мерко, го гледам, чекајќи ги нив, Заев доаѓа на настани каде се пуштаат во употреба фабрики кои ние ги убедивме и донесовме инвеститорите, како Джонсон Контролс, например, во Струмица,
кој ќе вработи најмалку 1500 луѓе. И со која компанија преговара во владата во исто време, кога на 5. мај 2015 година хулиганите на СДСМ тепаа и повредија 40 полицајци пред владата, во исконструиран лажен настан дека некој прикривал некое убиство. И нема да се изненадам. Нема да се изненадам ако задутре во вторник ЗАЕС се нацрта во Прилеп на камен темелник на нова фабрика од Германија за производство на производи за кујна, кафемати и слично, која само во првата фаза ќе отвори околу 1000 нови работни места, во следните две фази ќе стигне до 3000 нови работни места, и која министерот од владата на ВМРО Бил Павлевски ја донесе и заедно со него ги убедувавме да инвестираат во Македонија. Како за Джонсон Контролс, така ЗАЕС ќе си се насрата и во Прилеп да удира камен темелник на нешто што други го сработиле. Ветуваа дополнителни часови ефтина струја за граѓаните. А сега ни соопштија дека истите граѓани ќе си ја платат на ЕВН таа ефтина струја преку парите од буџетот кои истите граѓани го полнат од даноците, од платите и другите даноци. Значи, од буџетот кој се полни од даноците и од платите на сите нас, ќе се плати на ЕВН за да ни дае 2 часа ефтина струја. Тоа што ќе го заштедиме, 2 часа со ефтина струја, ќе го платиме од нашите пари од буџетот на ЕВН за да ги компензираме за губите. Тоа се реформите на ЗАЕС. Драги пријатели, ветува минимална плата од 16.000 денари. Сега е сведува веќе на 12, но и тоа зголемување, кое треба да го направат газдите на фирмите, ќе им се плаќа од буџетот 6 месеци, плюс уште 6 месеци од парите од сите граѓани, половина од тие пари, од буџетот на Република Македонија, со што само потврдуваат дека давале нереални ветувања од некомпетентни луѓе. А што после 6, односно 12 месеци? Нема пари, нема музика. Кога ќе секнат буџетските дотации за минималната плата, на еден или друг начин, газдите ќе си се снајдат, се разбира, на грбот на работниците. Ама приказната на ЗАЕС е купи ден продај. 6 месеци или 12 да се купат. Па после што ќе биде, нека биде. После пак Груевски ќе им биде виновен. За сега слушаме само за реформи од типот ветер и магла. Некомпетентни луѓе на клучни позиции. Например, Макрадули, како информатичар, ако веќе морало да е заменик министер, секој мислеше дека ќе е во Министерството за информатика. ЗАЕС го стави заменик министер во екологија. Појма нема човекот од екологија. Доправа Кјучи. За директор на Агенцијата за администрација поставија член на извршниот комитет на извршниот комитет на партијата. А нели ќе департизира администрација. Значи стана правило. Се што ветува тераат обратно. Едно на збор, обратно на дело. Тоа е оваа влада. Базирана на неработење, базирана на нестручност, безидејност, хаотичност, немање концепт, немање план. Влада на која народот не може да се потпре. Влада која не држи до дадениот збор, базирана на омрза, на гнев и лични фрустрации, пропратена со виткање кишма кога и каде треба. Тоа е во една реченица се за нив. Само рушење, запирање, незнаење, никаде создавање, креирање или модернизација. И како сето тоа да го зацкријат и да не се зборува за тоа, да помине незабележително. Што да направат за сето ова народот да не го забележува и да се занимава со нешто друго? Смислили ли за тоа идеја? Или некој им ја смисли? Да се замолчи ВМРО и да се замолчат медиумите? Да се уништи ВМРО? Да се нападне со купишта обвиненија, со барања притвори,
со одземање пасоши и јавување секоја недела во суд, да им се загорши животот на политичките опоненти, за да замолчат и да ги снема. Многу јаки демократи, без никакви докази дека нешто прекршиле, да се влечкаат секоја недела по судовите, да губат време со адвокати, со рочишта и да се гради за нив слика дека се нечесни, додека Заев да ги исполни ветените работи кон оние кои го донесува за премиер, а на грбот на народот, на државата, на државните и на националните интереси. Ние од ВМРО да лежиме во притвори за тој да го смени името и идентитетот на македонскиот народ. Ние да молиме да не ги вратат пасошите, додека тој да го исполни тоа што го ветил во договорот со Бугарија. Ние секоја недела да се јавуваме во суд и народот да се занимава со тоа. Министерот за пропаганда да ги притиска медиумите да говорат само за тоа, додека Заев да ги плати фактурите поврзани со законот за јазиците. Ние да изгледаме виновни, додека тој не го нагази доволно судот за да го ослободи од судскиот процес за барање подкуп. Она со вице за него. Но не можат нам толку обвиненија да ни иштанцаат колку што можат глупости да направат и веќе прават. Со други зборови, ВМРО ДПМН е да се занимава само со себе, со пријави, со притвори, со пасоши, со платеници кои треба да глумат реформатори на партијата, додека Заев да го исполни ветувањето дека ќе ја редефинира државата. И мисли дека многу паметна работа смисли. Кој знае што си мисли за себе, особено кога однадвор ќе го потапшаат по рамо и ќе му пратат и објават некоја анкета каде СДСМ води. Па нас редовно се обидуваат да ни подметнат такви работи. Надвор од нашите редовни анкети, кои ги правевме, на кои ни целиот период се рефлектираше поддршката од мнозинството граѓани, повремено ќе ни уфрлеа анкети од надвор на кои водевме, ама многу повеќе од реалното. И по 2-3 дена, откако ќе ги објавија тие анкети, случајно ќе стигнеше некој странец да ни каже дека сега му е мајката, да се било храбар. Храбар за името и за слични работи, бидејќи сме имале огромна поддршка. А тоа храбар значеше, знаете што значеше? Истата песна сега на Заев му е свира. Но ние немаме право ниту да се смееме, ниту да им даваме фора и комоција да прават што сакаат. Како што и самите гледате во начинот на делување на СДС кон неистомислениците, државата се врати во 1948-та, а во реализацијата на проекти се врати во славното Бранково време, кога сите чекаа по еден вработен од секое семејство, а Бранко си се смести во председателскиот кабинет, заборавајќи што ветил. Исто така, немаме време ни за жалење, ни за кукање, а и не ни доликува. Одиме напред со нов план, со план за победа, со победа на идните парламентарни избори и со формирање на влада. А во меѓувреме, ако вака продолжат, како досега, тогаш ќе им порачам дека без разлика дали Груевски ќе е жив или не, политички активен или не, тие ќе бидат проголтани од собствените методи кои во моментот ја узурпираат и спречуваат целта на нивните налогодавци. Тие отворија спирала на гнев и фрустрации, базирани на огромна омрза која го дели народот. И наместо да работат на приближување на народот, помирување на народот, тие продолжуваат со методи на бркање, закани, тужби, пријави, обвиненија, укинување на медиуми и слично. Слушам дека планирале разни игри за локалните избори. Дека сакале со помош на полицијата и структурите кои им помогнаа на парламентарните избори, вклучувајќи во албанските средини, повторно да прават исти нечисти трикови и операции и во Скопје и во неколку други општини. Сакам да им порачам да не си играат со трпението и со волјата на народот и дека за тоа, ако се обидат, ќе ги стигне казна
и пак ќе изгубат од ВМРО ДПМН како партија, односно ќе имаат далеку помал вкупен број на гласови од ВМРО ДПМН. Тоа ќе биде важно за да се влезе потоа во политички процес кој ќе води кон нови парламентарни избори. А по нашата победа на тие избори, ние имаме план како да формираме влада, во која секако ќе бидат застапени и албанските граѓани преку нивни партии и која заедно со собствени сили и со подршка на партнерите од меѓународната заедница ќе ги решаваат проблемите на Македонија. ВМРО во изминатиот период беше стигматизирано во повеќе погледи, особено и во полето на надворешните односи. Но она што ние го водевме како полемика беше дебата на аргументи и на принципи. Во наредниот период ќе поработиме на развој на односите и соработка со пријателите на Република Македонија. Пред се заради интересите на Македонија, средувањето на односите со поедини западни пријатели и уривањето на стереотипите кои албанците ги имаат за нас, дека ние им сакаме нешто лошо. Тоа не е вистина, а многу брзо ќе се покаже дека сме говореле исправно. Драги членови на УМС, драги пријатели, вистината ќе победи. Ние ќе победиме. Заеднички, сплотени, зашто ВМРО е повеќе од партија. Тоа е идеја. Тоа не се поединци. Тоа е кауза која е во секој од нас. Јас знам дека ќе загубат, а тоа го знаете и вие. Овој хаос не може да трае. Ова граѓаните го препознаваат колку и СДСМ да се обидува со нивните емоции, конструирајќи афери и ситни провокации на лична основа. На крај, идејата ќе победи. Идејата ќе ја победи нивната омрза. Идејата за силна Македонија. За Македонија со која сите ќе се гордееме. Во ова се еднината на нашата партија. Во ова се еднината на државата. Не заборавајте го тоа. Следете го патот на вашиот идеал и визија. Следете го она во што верувате. Само тоа е исправниот пат. Лажните идеали секогаш крахираат и завршуваат лошо. Вистинската верба во каузата на ВМРО е тоа што ја крепи и ќе ја крепи нашата партија и нашата држава Република Македонија. Да сте живи и здрави! И нека е вечна идејата за ВМРО и идејата за независна, суверена Република Македонија. Да живее УМС! Да живее Република Македонија! Да живее Европска Македонија!